Здраво на сите и добре дојдовте во овој туторијал за RDWorks, софтверот за CO2 ласери. Без разлика дали сте нови во ласерското сечење и гравирање или ви треба само освежување на информациите, овој водич ќе ве запознае со се што треба да знаете. Ќе покриеме основни операции за обработка, функционалност на интерфејсот, креирање и дизајн на нацрти и поставување на параметри. Ајде да започнеме. Како прво може да почнеме со интерфејсот на RDWorks. Со секое стартување на софтверот не пречекува неговиот главен интерфејс кој содржи неколку секции поделени на област за дизајн, област за поставување на параметри и контролен панел. Од областа за дизајн ги содржи сите алатки за креирање или импортирање на дизајни и нацрти. Во оваа секција, лоцирана на левата страна од интерфејсот, може да ги најдеме рудиментарните алатки за цртање на различни геометриски форми, линии, полилинии, како и текст. Веднаш под нив се наоѓаат алатките за генерирање на огледален ефект, како и опцијата за креирање на низа на копии од самиот нацрт. Во горниот лев ќош се наоѓа главниот менибар, кој што ги содржи сите функции и подесување на софтверот. Веднаш под него може да ги најдеме опциите за да отвориме нов файл, да го сочуваме моментално отворениот или да отвориме веќе претходно сочуван файл. Веднаш под нив се наоѓа секцијата за трансформирање на вектори, каде што можеме да го релоцираме нацртот на зададените координати, да му ја промениме неговата големина, ориентација, позиционирањето, генерирање на оквир со функцијата offset и многу други алатки. Областа за поставување параметри, во неа можеме да ја прилагодуваме моќноста, брзината и редоследот на обработка на материјалите. Моќноста на зракот и брзината на работење се главните параметри при обработка и во зависност од нивните вредности добиваме различен ефект на изработениот материјал. Во RDWorks овие два параметри се интуитивно организирани во систем на слоеви или леери и пристап до нив добиваме во менибарот Work, кој што е лоциран на десната горна страна на интерфејсот. Во ова прозорче ги внесуваме вредностите на леерот и за да зададеме различни леери на векторите, потребно истите да ги имаме претходно селектирано и од палетата со бои лоцирана во долниот лев ќош да избереме некоја од нив. Системот со палета на бои ја поедноставува работата во RDWorks. Секоја боја представува различен леер и со овој принцип лесно ги менаџираме параметрите на обработка. Од контролниот панел или LaserWork, ова е секција преку која го испраќаме самиот файл до машината, го контролираме целиот производствен процес и многу повеќе. Контролниот панел е лоциран во долниот десен ќош и во него може да ги најдеме копчињата за започнување со обработка, стоп, пауза и други. Ајде да видиме како се тоа изгледа во пракса. Јас ќе импортирам веќе готов файл и тоа можам да го изведам со избирање на опцијата импорт, која што се наоѓа во горниот главен мени бар или во барот веднаш под нив, каде што имаме сликичка со зелена стрелка која што кажува импорт, која ќе застанеме со поинтерот врз неа. Исто така имаме и опција за експортирање, но сега во овој случај ќе ни треба да импортираме файл. Кликнуваме на купчето импорт и ни се отвара ново прозорче каде што потребно е да го лоцираме посакуваниот файл. Во нашиот случај јас ќе изберам DXF файл, го селектираме фајлот и кликнуваме на копчето Open. Тоа ни го прикачува нашиот файл на работната површина и можеме да почнеме со задавање на леери и на параметри за обработка. Еве да речеме прво нешто што сакам да направам е целиот текст да биде изгравиран, а оквирот околу него да биде одсечен. Тоа ќе го направиме со тоа што ќе ги селектираме индивидуално сите вектори или доколку се групирани ќе ги селектираме како група, ќе им зададеме една од боите кои што се наоѓаат во долната секција на интерфејсот. Со тоа ќе се изгенерира, ќе се појави нов леер во прозорчето Work и ние ќе можеме да му зададеме параметри за понатамошна обработка. Сега, прво нешто што ќе направам, затоа што приметувам дека дел од овие вектори се веќе групирани, ќе ги одгрупирам за да можам да ги селектирам индивидуално. Тоа можеме да го изведеме со избирање на опцијата Ungroup, која што се наоѓа во главниот менибар и
е предпоследна од табелата. Или таму, или веднаш под главниот менибар имаме опции за груп и за ангруп. Ќе ги користиме подоцна. Сега, кога сите вектори се одгрупирани, можам да ги селектирам индивидуално. Можам да им задавам параметри. Што ќе направиме прво е ќе ги избришеме дуплите вектори, затоа што нема да ни служат никаква функција. Ќе ги групираме сите останати вектори кои што е потребно да бидат во група. Тоа го правиме со држање на копчето Shift и со кликање индивидуално на сите вектори што сакаме да ги внесеме во група. И ја селектираме опцијата груп. И сега кога ќе кликнеме на било кој од овие вектори, софтверот знае дека мислиме за сите во оваа група. Ги селектираме нашите вектори и им го задаваме плавиот слој. Можеме да приметиме дека во Work прозорчето софтверот ни изгенерира нов слој, кој што во овој случај е плавиот и неговиот мод или тип на обработка е Laser Scan, што значи гравирање. Laser Cut е за сечење, а Laser Scan е за гравирање. Црниот слој кој што се наоѓа над него е моментално со статус Laser Cut. Тој ќе ги просекува сите вектори кои што имаат црна боја, а плавиот со Laser Scan е тој кој што ќе ги гравира. Све што ни преостанува е да ги подесиме параметрите. Можеме да го зададеме плавиот леер и на остатокот од нашиот дизајн. И можеме и да додадеме една геометриска форма, во овој случај ќе биде кругче, на долниот вектор, од причина што сакам тој да биде привезок. Генерираме совршено кругче со тоа што држиме на копчето Ctrl додека го цртаме истото. Сега во овој случај нашето кругче е зададено со плавиот леер, но ние бидејќи сакаме да биде одсечено, ќе треба да го селектираме и да кликнеме на црниот леер, за да го ставиме во истата група која што ќе биде одсечено. Го позиционираме во позиција каде што е адекватно. И сега имаме изработено и мало привезоче. Следно нешто што ќе направам е ќе ги променам димензиите на мојот дизајн за да биде во адекватна големина. Знам дека во просек привезочињата се со димензии од 80 мм должина, од 70 до 80, така да јас ќе го селектирам мојот вектор, кој што сакам да биде изработен во привезоче, и ќе му ги променам неговите димензии во барот за трансформирање на вектори, кој што се наоѓа во горната секција на интерфејсот. Може да приметиме дека првите прозорчиња, означени со X и Y, ни ја покажуваат моменталната позиција на селектираниот вектор на нашата работна површина. Во нашиот случај сме 300 мм на X-оската и 243 мм по Y-оската. Веднаш до нив е лоцирана секцијата која што ни е потребна за да изведеме посакуваната промена, а тоа е да ја промениме големината на нашиот вектор. Ова запчаниче игра доста голема функција во овој процес, се додека тоа е отклучено, доколку јас ја променам ширината на векторот, тој ќе ја промени стрикно само својата ширина, нема да ја промени својата висина и ќе ја изгуби својата форма. Еве може и да видиме како изгледа тоа. Доколку е отклучено запчаницето, јас внесам 80 мм, која што сакам да биде мојата финална широчина на векторот, и притиснам на Enter, тој ќе изгуби својата форма. Ова не е нешто што го сакам, така да со Ctrl ќе ја поништам таа функција, ќе го селектирам одново векторот, ќе го заклучам запчаничето во овој случај и ќе си ја внесам посакуваната димензија. Сега приметуваме дека векторот се промени пропорционално, имено намалувајќи ја својата ширина, ја намали и својата висина адекватно. Истото можеме да го изведеме и процентуално да го зголемиме или намалиме. Еве јас ќе внесам 105% да се зголеми неговата ширина. Со тоа ќе се зголеми и неговата висина, затоа што запченичето во овој случај е се уште активно.
Мојот дизајн за привезоче планирам да го изработам на 3 мм дебела шперплоча и за тоа потребно е да му ги зададам и правилните параметри за обработка. Во прозорчето Work на горната десна страна на интерфејсот го селектираме нашиот леер за сечење, во овој случај црниот, и веднаш под него ни се појавуваат и неговите главни параметри за подесување. Тоа се брзината, изразена во милиметри во секунда, минимална и максимална моќност, изразени процентуално, затоа што лазерот може да користи од 11 до 100% на зракот. Под 11 не се генерира зрак. Ја внесуваме нашата посакувана брзина. За просекување на шперка, секогаш кога ќе користиме параметри за сечење, тие имаат една сличност. Тоа е што сите се со доста ниска брзина на движење. Ние ќе ставиме 11 мм во секунда. За минимална и максимална моќ, овие параметри се сосема задоволителни. Во опцијата Priority задаваме кој приоритет во целиот процес на изработка ќе го има црниот слој. Пожелно и паметно е прво да гравираме, а од кога ќе заврши машината со гравирање да се изведе и процесот за сечење, во овој случај црниот леер, што значи тој треба да има во приоритет да биде втори. Ја внесуваме бројката 2 и притискаме на Enter. И софтверот автоматски му го менува неговиот редослед. Параметрите за гравирање можам да ја намалам малку брзината. Нека биде 295. Минимална моќност треба да качам на 12 и максимална на 14. Сега, за истиве овие параметри можеме да добиеме пристапи до малку понапредни функции со тоа што самиот леер, каде што пишува Mode, на буквите кликаме 2 пати и ни се отвара ново прозорче именувано Layer Parameters, каде што се сите понапредни функции за самиот параметар. Значи сите опции што ќе ги селектираме или вредности што ќе ги внесеме во ова прозорче важат само за селектираниот леер, во овој случај плавиот леер кој што е одговорен за гравирање. Кои све се ефектите на овие параметри ќе погледнеме сега. Во output прозорчето, доколку е селектирано, тоа значи дека моменталниот леер или плавиот во овој случај е активен и машината ќе го изработи него. Доколку е селектирано no, машината нема да го изработи овој леер и ќе го скокне комплетно. Ќе премине директно на црниот леер кој што е моментално во модот за сечење. Во прозорчето Speed во милиметри во секунда е изразена брзината на движење на главата. Под него во прозорчето Repeat Number, доколку е штиклирано и внесеме бројка било која, например 3 пати, тоа значи дека машината ќе го изработи овој слој, плавиот слој, ќе го изработи 3 пати поред. Значи еднаш ќе изработи целата функција 2 пати и 3 пати, се додека е штиклирано ова копче. Под него прозорчето Processing Mode ни дозволува да избереме кој тип на обработка ќе го обработува овој слој. Во нашиот случај е Scan кој што е одговорен за гравирање. Cut е одговорен за сечење, а Dot и Pen се користат за други понапредни функции. Ова прозорче If Blowing е за самиот компресор на машината. Имаме минимална и максимална моќ. Во овој случај можеме да внесеме само максимална моќ, затоа што гравирање не користи минимална моќ. Баш овој момент ќе го искористам за да покажам што значи да се користи минимална и максимална моќ при обработка. Доколку го селектираме црниот слој, можеме да видиме дека имаме и минимална и максимална моќ. Зошто ни се потребни овие два параметри? Кога лазерската глава се движи по некоја права линија, еве да кажеме на векторот во оваа секција, она без никакви компликации ќе се движи со 295 мм во секунда, што е доста брзо. Но кога ќе дојде во овој оштар агол, она треба директно, треба да застане, треба да смени насока и да продолжи надоле. И сега, самата глава кога се движи по правата линија, она има и моментум.
така да почнува да закочува некоја секунда пред да дојде до самата ивица, па кога ќе дојде комплетно застанува, па се убрзува и повторно ја постигнува својата посакана, зададена брзина. Затоа ни се битни минималната и максималната моќ. Кога главата се движи по правата линија со 100% од зададената брзина, она ја користи максималната моќ. Но кога ќе почне да успорува, кога ќе застане и кога ќе почне повторно да забрзува, ја користи минималната моќ, за да имаме подеднаков сек низ целиот патокас на самата глава. Ова е доста важен параметар кој што треба да се запази. Минималната и максималната моќ обично се разликуваат 2 до 3%, а за некои материјали може да бидат и повеќе, а може да бидат и помалку. Све зависи од материјалот и принципот на обработка. Во соседното прозорче на десната страна имаме ramp ефект, имаме overstriking, имаме scan mode. Scan mode е типот на по која оска ќе се изработи гравирањето. Сега моментално е селектирано X-Wing, што значи X оската на самиот ласер е мостот. Мостот по кој што се движи главата. Значи лево и десно движење е движење по X оската, а движење нагоре и надоле се по Y оската. И сега кога самиот ласер ќе го гравира текстот Радек, мостот ќе се придвижува за некој интервал надоле, а X-оската ќе се движи со голема брзина лево и десно. Тоа е се додека е селектирано X-Swing, но доколку селектираме Y-Swing, например, мостот ќе се движи нагоре и надоле со поголема брзина, а X-оската ќе се движи за одредени интервали. Тоа е токму така, тоа е и нашиот следен параметар кој што е исто така важен и е наречен интервал, и во него можеме да внесуваме за колкава вредност после еден комплетен пат на главата по X-оската, ќе се спушти целата X-оска по Y надоле, за точно колкав интервал ќе биде тоа. И може да видиме дека оваа вредност е мала, што ја покажува самата прецизност и способности на ласерот. Тој може да се движи во интервали од 0,01 до 0,02 мм, што е прилично прецизно. Што значи од зададената вредност во прозорчето интервал ќе зависи и квалитетот на нашето гравирање. Целата плава област внатре во нашите букви Радек ќе биде изработена од линии. И сега колку се тие линии збиени една до друга или дистанцата помеѓу нив го одредуваме со вредноста во прозорчето интервал. И сето тоа може да го видиме со притискање на копчето Preview, кое што е одговорно за креирање симулација во овој софтвер. Софтверот ќе ни покаже чекор по чекор како ќе ги изработи сите изгравирани секции од нашите вектори и како ќе се движи кога ќе ги одсекува. За да можеме прецизно да видиме, да го приметиме ефектот на гравирање, ќе зумираме во првата буква што ќе ја изгравира софтверот и ќе стиснеме на Simulation. Може да приметиме дека софтверот го исполнува целиот дел со линии. Значи главата по X-оската патува до едниот ќош, па се спушта за одреден интервал, па патува назад исто по X-оската. За колку ќе пропатува надоле по Y, тоа го предодредуваме во секцијата интервал, која што се наоѓа во напредните прозорчето layer параметар за понапредни функции во параметрите. Ги подесивме сите параметри за моето превезоче и следно ќе преминеме на буквата Р во круг, кое што сакам да го изработам на плексиглас овој пат. Буквата Р исто така ќе биде изгравирана и оквирот околу нејзе во форма на круг ќе биде одсечен. Но парчето плексиглас со кое што ќе работам е малку специфично. Има огледална позадина која што може да биде одстранета од ласерот и да остане од другата страна огледалниот ефект. Сега знаеме сите како изгледа текст во огледало, дека секогаш е наопачки, и истото ќе треба да го направиме и тука. А тоа може да го изведеме со селектирање на посакуваниот вектор, оној кој што сакаме да му го дадеме огледалниот ефект, и од опцијата
хоризонтален мирор, од која што е една од алатките, да кликнеме на нејзе и добиваме огледален ефект на буквата Р. Можеме оваа буква директно да ја позиционираме во точната средина на оквирот со тоа што ќе ја селектираме буквата, со држање на копчето Shift ќе го селектираме и оквирот и ќе ги порамниме хоризонтално и вертикално со две алатки кои што се наоѓаат во секцијата за трансформација на вектори. Тие алатки се центар хоризонтално и центар вертикално. Сега буквата Р ни е централно поставена во нашиот оквир. Све што треба е да зададеме посебни параметри за гравирање, кои што во овој случај ќе бидат со црвена боја, и посебен слој за сечење, кој што во нашиот случај ќе биде со зелена боја. Сега ќе треба да го промениме црвениот слој од Laser Cut во Laser Scan, да притиснеме на ОК. И зелениот слој ќе треба да го промениме од Laser Scan во Laser Cut. Многу подобро. Што ни преостанува е да ги подредиме параметрите за обработка. Плексиглас ќе сечеме со 8 мм во секунда, со минимална 15 и максимална 18%. А гравирањето ќе го изведеме со 13 како минимална е задоволително, 15 и 255 мм во секунда. Леерите ни се подесени, ми преостанува уште да си ја предодредам големината на мојот дизајн. Тоа е 75 на 75 мм, јас сакам да биде 45 на 45. Затоа што за пченичето ни е заклучено, кога ќе ја променам неговата ширина, пропорционално ќе му се промени висината и он ќе си ја задржи својата форма. Притискам на Enter, си го репозиционирам мојот нацрт и можам да аплодирам и слика за обработка. Одиме на копчето Import, ја бараме нашата слика, со два пати кликнување или со селектирање на самата слика и кликнување на Open, софтверот ќе ни ја прикачи на работната површина. Сега, кога обработуваме слики, можеме да приметиме дека во прозорчето Work, каде што се нашите леери, сликата се е како класифицирана како посебен тип на леер и тука не можеме да промениме ништо, софтверот ќе ја гледа секогаш како посебен тип на леер, без разлика каков тип на слика е. И тоа е BMP леерот. Во Mode пишува дека е Laser Scan и на него исто така можеме да му зададеме параметри. Ние ќе ги зададеме параметрите што се слични за шперка гравирање, што значи ќе одиме со 285, 13 и 15% моќност. И доколку сакаме, можеме и да зададеме неколку понапредни функции за обработка на слика, со тоа што ќе ја селектираме сликата и ќе го кликнеме зеленото копче BMP или Bitmap Handle, кој што се наоѓа веднаш во секцијата за трансформација на вектори, веднаш над неа. Со кликнување на копчето BMP не пречекува ново прозорче именувано Bitmap Handle, каде што можеме да ја контролираме светлината, контрастот, можеме да инвертнеме бојата, доколку го изработуваме ова парче на плексиглас. Можеме да зададеме резолуција. Обично резолуцијата зависи од колку е голема самата слика, ама во принцип е помеѓу 1000 и 1500. Јас ќе внесам 1200, ќе го активирам Diter ефектот и ќе селектирам Net Graphic, каде што 120 по инч е сосема окей. Ќе одам Apply to View. И софтверот ќе направи промена во структурата на сликата. Веќе нема да биде класични пиксели, туку ќе биде од точки кои што одредуваат кога ласерот да работи, а кога да се изгаси. Одиме на Apply to Source и кликнуваме на копчето ОК. Сега и
ласерот на работната површина ја има истата опција активирана. Јас сега ќе го сочувам овој проект како посебен файл, тоа може да се направи со кликнување на файл и save as. Ќе го именуваме како тест. RDWorks секогаш ќе ги сочувува овие фајлови во .rld формат. Сега овој файл јас го имам сочувано на нашиот десктоп и секој пат кога ќе го отворам ќе ме донесе на во оваа работна површина со позицијата на векторите кои што веќе сум ги задал, со нивната мојкност и параметри зададени и све останато. Значи ова е доста корисно за шаблонска работа. Мене, например, сликата не ми треба во овој случај, не ми треба ни делот за плексиглас, затоа што прво ќе го изработувам моето привезоче. И како и со секоја останата функција во софтверот, за се што треба да изработиме, треба прво да го селектираме. Со веќе подготвени параметри, све што ни преостанува е да го позиционираме нашето парче во ласерот, да го подесиме фокусот и од секцијата LaserWork да му зададеме команда преку софтверот RDWorks да започне со изработка, да ја паузира изработката, да сопре. Можеме исто така со копчето download да го префрлиме директ фајлот во машината за да го пуштаме самостојно од машината без потреба да сме поврзани со компјутер. И исто така една од поважните функции се GoScale и CutScale, кои што со GoScale најчесто ќе работиме, затоа што CutScale произведува зрак при обиколката, а GoScale само извршува класична периметарска обиколка во секцијата каде што ќе ги изработи селектираните вектори. Како можеме да знаеме во која позиција ќе го направи тоа? Можеме да видиме во прозорчето LaserWork дека имаме секција Position, каде што имаме повеќе опции. Тоа се Current Position, Anchor Point, Machine Zero и Absolute Coordinates. За почеток ќе работиме со Current Position и со Absolute Coordinates, но 99% од времето се работи со Current Position. Што значи секоја од овие опции? Current Position ни кажува дека машината ќе почне да изведува функцијата директно од каде што се наоѓа главата. Во софтверот можеме да приметиме дека кај нашите моментално единствени вектори што се наоѓаат на работната површина, веднаш до нив во горниот лев ќош имаме зелена коцка. Оваа зелена коцка е репрезентација за оригинот на машината или почетната нула на нашиот проект. Значи не е homing позиција која што е различна, ова е homing позицијата ни се наоѓа во горниот десен ќош. На секое стартување на машината, она ќе изведе операција каде што главата ќе си извози до тој ќош за да детектира home позицијата и да се хомира самата машина. А оригинот е сосема различно. Оригинот се однесува на моменталниот дизајн кој што го изработуваме. Значи ова наше привезоче, без разлика каде се наоѓа, се додека опцијата Current Position е селектирана, без разлика во која позиција се наоѓа привезочето на работната површина, кога ќе кликнеме на копчето старт, машината ќе веднаш директно ќе почне да ја изработува селектираната секција, у нашиот случај нашето привезоче, со тоа што ќе тргне од моментално каде што главата се наоѓа. Ако да речеме сега главата се наоѓа во горниот десен ќош и ние кликнеме на копчето старт, машината веднаш ќе почне да ја изведува да го изработува векторот каде што главата се наоѓа, без разлика каде векторот е на работната површина во самиот софтвер. А додека е селектирана позицијата Absolute Coordinate или апсолутни координати, во овој случај каде го позиционираме векторот, може да приметиме дека зелената коцка се премести во долниот лев ќош на работната површина и тоа значи дека каде што ќе го позиционираме векторот, таму ќе отиде машината со главата за да ги изработи сите леери. Во нашиот случај ние ќе работиме со Current Position, затоа што е многу полесно да позиционираме главата во позиција на нашето парче каде што сакаме да извршиме обработката и јас од прилика ги знам, не од прилика, туку конкретно ги знам димензиите на самиот нацрт, така да знам колку од прилика простор би фатило на вистинското парче.
И едноставно полесно за позиционирање и полесно за работа е самиот метод на current position. Апсолутни координати користам обично кога си изработувам сериско производство. Како, например, да кажеме, сакам од ова привезоче, од една цела табла да изработам максимално привезочење колку што можам. Тоа можам да го изведам со селектирање на самото привезоче. Јас можам да направам низа на копии. И тоа се прави со копчето Matrix Copy, кое што се наоѓа во секцијата со основни рудиментарни алатки за цртање, најдолна опција. Со Matrix Copy одредуваме по X оксовска колку копии сакаме да имаме и по Y-овска колку копии сакаме да имаме. Еве јас на пример ќе кажам, сакам 70 копии да направам, што значи по X-овска ќе ставиме 7 и по Y-овска ќе ставиме 10. Можеме да ја контролираме и дистанцата помеѓу нив, откако софтверот ќе ги изгенерира, ќе ги постави на одредена дистанца која што ние ќе ја зададеме. Јас ќе зададам во нашиот случај 3,5 мм по X-овската и по Y-овската. 3,5 и кликнуваме на копчето ОК. И самиот софтвер ни генерира низа на копии кои што се оддалечени една од друга со своите најдалечни точки за вредностите кои што ние ги зададовме. Овие вектори испаѓаат малку повеќе и екстра, така да јас ќе ги селектирам сите и ќе ги избришам. И сега сум спремен да ги направам моите 63 привезочиња. Кога ќе завршиме со изработка, можеме да преминеме на останатите проекти. Софтверот RDWorks е моќен и лесен за користење. Креиран со интуитивно организиран интерфејс и паметно организирани групи на алатки, ви олеснува работата со вашата машина и ви гарантира перфектно изработен дизајн секој пат. Ви благодарам.